Полицискиот синдикат во име на вработените во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и Управата за финансова полиција бараат покачување на платите. Нивното барање се однесува на 20%. Ако имаме бројки кои кажуваат дека 17% практично била инфлацијата во државата во 2022 година, значи е несериозно да било кој, па и јас као председател на независниот синдикат на полицијата, да барам износ помал од тој 17% и нашето барање у моментов е минимално 20%. За покачување на платите од 30%, веќе 2 недели силно притискаат и синдикатот на вработените во Управата за јавни приходи, каде до целта тие треба да дојдат низ разговори со посредство на медијатор. Дали по истиот пат ќе тргнат и барањата на полициските синдикати е неизвестно. Значи, ние најреално бараме 20% покачување и тоа, ако е можно, и без преговори. Затоа што ако 17% е растот на сите цени во 2022, што би правеле муабет за помалку од 17%? Освен со проблемот со платите, од независниот синдикат на полицијата посочуваат и на проблеми со колективниот договор, кој е веќе истечен, а најави за потпишување на нов нема. 2021 е потпишан последниот колективен договор, кај што има клаузула, еден од членовите на крај завршни одредби кажува дека важноста на колективниот е вика 2 години. Тој е веќе истечен, во моментов не станува збор и нема никакво преговарање за нов колективен, дали ќе бидат со исти, да речеме, услови, дали ќе имаме подобрување или ќе имаме као и стално до сега што сме имале, пак најверојатно така ќе биде потпишување на колективен со кој се намалуваат работните права во полиција, најверојатно пак ќе кажам, такво нешто ќе доживееме, меѓутоа сите ќутат. Во исто време, премиерот Димитар Ковачевски и вице-премиерот Фатмир Битики повикуваат на трпеливост и носење на закон за плати за сите вработени во јавниот сектор, однапред со договорена методологија. Ова значи за основа се зема минималецот, а коефициентот ќе биде предмет на договор.